При крајот на ова издание на ТВ магазинот Трилинг следува и рубриката Знаење што менува, поддржано и во соработка со СЕМОС Едукација. Во наредните неколку минути обраќање и видување на директорката во СЕМОС Едукација, а посветена на тема околу едукацијата и дигиталната писменост на најмладите. Децата од најрана возраст се сретнуваат со дигитализација. Прво се цртаните, потоа се мобилните телефони, потоа се видеоплатформите. Но дали единствено користењето на техниката е тоа што се нарекува дигитална писменост? Родителите сметаат дека со тоа што нивното дете знае да го уклучи компјутерот, знае да го отклучи мобилниот телефон, веќе е спремно за дигиталната иднина. Но тоа не значи дигитална писменост на едно дете. Дигиталната писменост во суштина подразбира учество во дигитализацијата, односно логичко размислување и креирање на содржини во дигиталниот свет. Ја изучуваме азбуката, ги учиме да ги препознаваме буквите. Од буквите создаваме зборови, па потоа зборовите ги комбинираме во реченици. Истиот принцип важи и за IT едукацијата. Ако децата од најрана возраст се запознаат со компјутерското размислување, дигиталната писменост, тие ќе знаат како понатаму да креираат зборови и да ги комбинираат во реченици во дигиталниот јазик. Дигитална писменост значи свесно и правилно користење на телефони, таблети и компјутери. Дигиталната писменост е како да научиме да креираме и свесно да споделуваме содржини на интернет. Дигитална писменост исто така значи како да научиме да креираме видеа кои што ќе ги споделуваме со пријателите или со околината. На интернет имаме се, и позитивна и негативна содржина. Децата треба да научат да ја препознаваат содржината и како да се заштитат од неа. Дали родителите може да знаат и како може да знаат дека нивното дете е дигитално писмено? Во моментот кога детето сурфа на интернет и ќе му се појави поп-ап прозорец со побарување да прифати нешто. Детето несвесно клика yes, односно прифаќам. Со тоа значи дека детето не знае да процени дали тоа е некаков вид на опасност и дали со неговата потврда ќе влезе во некој опасен виртуелен момент. Кога детето креира нешто дигитално, дали е слика, дали е цртеж или слично. Кога детето пронаоѓа соодветно дигитално решение, односно истражува на интернет, тогаш веќе знаеме дека детето е дигитално писмено. Вештачката интелигенција на детето може да му помогне со поттик на креативноста, но таа не може да биде креативна наместо него. Исто така, вештачката интелигенција може да му помогне на детето во олеснување на добивање на информации. Меѓутоа, сите добиени податоци треба да се селектираат и треба да се изберат најсоодветните податоци. Ако не знаеме како да ја користиме вештачката интелигенција, таа ќе биде само една играчка за нашето дете. Затоа, потребно е да се едуцираме, информираме. Потребно е да им дадеме можност на сите деца да добијат информации што значи IT едукација, што значи дигитална писменост и што значи познавање од вештачка интелигенција. Она што секој родител треба да го направи уште веднаш за своето дете е да му овозможи IT едукација, да му овозможи дигитална писменост и да го запознае со вештачката интелигенција и незиното функционирање. Во детскиот едукативен центар на СЕМОС Едукација постојат курсеви за IT едукација на децата од најмала возраст, односно првите чекори кон запознавање со дигиталната писменост. Првите чекори кон запознавање со графичкиот дизајн, со програмирањето. Исто така постојат и курсеви кои што ги водат средношколците напред кон нивната иднина. Средношколците имаат можност да се стекнат со основната дигитална писменост преку IT Академијата за средношколци, а потоа стручно да се насочат во други области, како што се дигитален маркетинг, програмирање со Python плюс вештачка интелигенција, внатрешен дизајн и дата анализ за средношколци.
Следевте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви благодарам на вниманието и следете на идниот петок во исто време во 20 часот и 45 минути на која емисијата се реемитува и на регионалните телевизии низ Македонија, а може да не читате и на triling.mk. Пријатно!